Да прекине работата на Историската комисија бидејќи Македонија и Бугарија немаат заедничка историја. Затоа сега ќе излезе проблеми со Охридската архиепископија бидејќи според комисијата Свети Климент треба заеднички да го чествуваме. Вака реагираше Тодорче Преганов кој во Струмица беше дел од научен историски собир. Првите 5 личности кои што треба заеднички да ги чествуваме, Климент му дадоа пробугарска конотација и сега доаѓаме у ситуација што да правиме со Охридската архиепископија. Па земете видите што сте направиле со Климент Охридски и каде треба да биде местото на Охридската архиепископија во тој контекст. На овој став е и Виолета Ачковска, која смета дека комисијата мора да разбере дека секоја држава си има своја посебна историја. Македонија и Бугарија не може да чествуваат заеднички исти личности. Кирил и Методи кои немале никаква врска со Бугарија, Климент Охридски, други македонски дејци, едноставно да кажете дека се исто значење, дека се заедничка историја, нема заедничка историја. Има две посебни истории на два различни народи, а можеме ние да ги чествуваме светските празници како заедничка историја, Денот на Обединетите нации, Денот на победата над фашизмот, тоа се празници кои можеме заеднички да ги чествуваме. Професор доктор Митко Панов, прв човек на Сдруженијето на историчари во земјава, кажа дека членовите на оваа комисија мора да го почитуваат мислењето на својата фела кој излезе со реакција. Според него, во комисијата се расправа за средниот век, а во неа нема експерт за тој период од македонска страна. Мислам дека академската фела го даде својот збор кога излегува над 200 врвни експерти од академици, професори, кои што ги прогласија сите овие формулации на комисијата како ништо, нерелевантни. И сметам дека така и треба да се однесуваме кон нив, особено од аспект на тоа, ки сите знаеме дека во комисијата и нема експерти за средновековието, а дебатираат за средновековието. На собирот во Струмица беа презентирани нови истражувачки сознанија поврзани со историските, воено-политичките, културните и општествените прилики пред, за време и по Втората светска војна со посебен осврт на значењето на македонската народоослободителна борба и на антифашистичкото движење во земјава.